Почитувани гледачи, се наоѓаме во црковниот храм Свети великомаченик Ѓорѓе во Кучани во пресред на велигинските празници. Ќе разговараме со ѓакон Димитар Арсовски, кој малку подетално ќе да објасни околу празнувањата што следуваат. Кажете ни нешто повеќе за Христовите денови овде на земјата. Значи сега се наоѓаме пред завршетокот на оној циклус, односно и на самиот велики пост кој што е востановен во чест на најголемиот христијански празник, а тоа е Воскресението Христово или ден кој што е наречен Великден. Значи црквата оваа недела последна, пред овој голем празник, а и во суштина оваа недела представува последна недела од Христовиот живот овде на земјата, каде што живеел како Богочовек, и недела која што исполнета со многу значајни настани не само од Христовиот живот, туку и од животот на подоцнешната црква. Значи почнуваме со денот Велика среда, денот кога што си споменуваме за Христовото помазание од жената грешница, од жената блудница и од предавството кое што било направено од страна на Јуда. Знаеме од сведоштвото во Светото писмо, од светите евангелија, дека додека Христос седел со учениците, му пришла една жена блудница која што врз неговата глава излила скапоцено миро. Тоа е една течност миризлива која што е мрсна и има густина на зейтин, која што се правила од повеќе цветови и некои миризливи додатоци и имал благоухан мирис. Миро со кое што од тогашната јудиска традиција биле погребувани, кога биле погребувани поконите луѓе, не биле закупувани како ние денес што го правиме, туку биле привиткувани во материјали и биле балсамирани, односно биле премачкувани со вакви мириси. На еден пророчки и символичен начин, жената грешница всушност наговестува за сето оно што ќе се случува со Христос. Знаем исто од сведоштвото на светата евангелија дека учениците, посебно неговиот апостол Јуда Искариотски, кој што и подоцна ќе го предаде, е соблазнет од оваа постапка на жената грешница, велејќи дека со тие пари што биле дадени за мирото би било подобро од тоа да се продаде и парите што ќе биле соберени да бидат поделени на сиромашните. Но тоа тој него вели од како што сведочи светиот апостол и евангелист Јован, дека навистина се грижал за сиромашите, туку тоа го пред се зборувал бидејќи бил сребролюбив и го чувал ковчежето со донации кои што требале да бидат намените за сиромашните, и понекогаш и крадал од него. Но Христос по неговата Божја природа знаел зошто тоа го прави. Им зборува дека иако жената го направила тоа за неа, ќе се спомнува црквата за секојаш до крајот на светот, што го знаеме и до ден денешен ние се спомнуваме за жената. Соблазнет од ваквата откажаното на Христос, оди Јуда кај првосвештениците, кај книжиците и кај фарисеите и го предава Христос за 30 сребреници, и цената која што била одредена не е случайно, бидејќи доколку во тоа време знаеме дека се уште постоела една форма на робовладетелско општество и постоеле робови, и за да се откупи еден роб, значи најниската цена била 30 сребреници, значи оно што буквално нема цена. Нашиот Бог, нашиот Господ и Спасител е продаван за цена која што била наменита за луѓе кои што се од втори, трети и втори или трет ред. Значи тоа е за Велика среда. Преминуваме на денот Велики четврток, каде што знаеме исто така од сведоштвото на евангелијата дека на овој ден се случени неколку важни настани, како што е миењето на нозите од страна на Христос на учениците и тајната вечера и она молитва во Маслиновата гора на Гециманската градина, како што ја нарекуваат богословите првосвештеничка. Значи Христос овој ден, за да покаже смирение, им вели на апостолите да бидат покорни еден на друг и дека по тоа ќе ги познаат дека се негови ученици по љубовта што имаат. Им вели се надополно и вели оној што сака да ви биде прв, а да ви биде последен, оној што е последен да ви биде прв. Со тоа учејќи ги на смирение,
нели и на невластолюбие, и зема тој им послужува за пример, нели, откако се ја препашува својата наметка, им ги мие нозите на апостолите, за подоцна, нели, да биде извршена и тајната вечер. Имено тајната вечер е извршена во една обична куќа, нели, како што знаеме од староеврејската традиција се празнувал празникот Пасха, празник кој што бил востановен уште од времето на пророкот Мојсија, кога што, нели, се споменуваат еврејскиот и израелскиот род за чудесното излегување и избавување од робството египетско. Значи, тој празник се празнувал на следниот начин: се собирало, нели, целото семејство, јаделе горчево зелје, јаделе јагнешко месо како еден преобраз, нели, на Христос, кој што, нели, се нарекува јагнето Божјо, а при тоа внимавале да не кршат коски од јагнето, пееле, благодареле, пееле, нели, псалми, се раскажувало од колено на колено тој настан, нели, за да се зачува споменот на, нели, на тој празник Пасха, што, нели, од превод би се преведал со зборот премин на наш јазик. И токму, нели, Христос, откако е поставена вечерата во една од куќите, кој што, нели, знаејќи од тогашната еврејска начин на градба, на архитектурата еврејска кој што била во тој период кој што живеел Христос, куќите биле коцкасти, без кров, нели, бидејќи знаеме од климатските услови таму многу ретко паѓа дожд. И обично на горниот спрат имало една помала собичка во вид, нели, на коцка, како што била како гостинска соба, и во една таква соба Христос ја јадал својата вечера. Значи, тоа изгледало од прилика на следниот начин: значи, околу софра, они мали округли масички биле наседнати, нели, апостолите. Христос бил на средина, 6 од неговата лева страна, 6 од неговата десна, и според традицијата тогаш тие не седеле на столови како ние денес, туку биле полегнати обично на левата рака, и така да со десната да им биде слободно, и така се хранеле. Значи, имало, како што знаеме, нели, лепи вино. И тогаш на ова тајна вечера Христос всушност ја востанува светата тајна Евхаристија, светата тајна причест, каде што, нели, го зема лебот во своите пречисти раци и вели: еве, ова е моето тело кое што се прекршува за вас. И, нели, кога покажува кон виното, им дава на учениците, вели: ова е мојата крв што се пролива за вас, нели, за очистување на гревовите за мнозина, со што, нели, е укажано дека е востановена светата тајна благодарење, светата тајна причест, која што, нели, секоја литургија од Воскресението Христово, откако била, нели, востановена првата форма на литургија, па се до ден денешен по молитвите, а пред се и преку благодата на Светиот Дух, лебот и виното се претвораат, стануваат вистински тело и вистинска крв Христови, преку која, нели, ние на еден начин стануваме, Христос станува дел од нас, а ние, нели, се соединуваме со Христа. По завршувањето на тајната вечера, нели, Христос им кажува дека еден од нив ќе го предаде. Нели, знаеме дека предавството го врши Јуда Искариот, кој што оди, нели, соблазнет од Христос, бидејќи тој првите евангелистите Матеј, Марко и Лука не зборуваат, но подоцна светиот апостол и евангелист Јован зборува, дека јасно кажува дека Јуда очекувал од Христа небесен цар, значи ќе биде мокен, дека и самиот Јуда ќе има голема власт, но знаеме дека Христос не дошол за светско царство, туку за она небесното, па така соблазнат и откако согледал дека нема да има, нели, земна привилегија, оди и го предава на книжниците. Се договорат дека, нели, ќе го предаде со целив, за да знаат книжниците и фарисеите всушност кој е Христос, да не дојде до некоја забуна. Подоцна, како што е посведочено, Христос заедно со неговите ученици оди во Гециманската градина на Маслиновата гора, каде што, нели, ја кажува својата првосвештеничка молитва, каде што, нели, е запишано и во Евангелието посведочено дека неговата пот од неговата, нели, искрена молитва капел како капки крв, и, нели, Христос се моли на Бога да го укрепи, нели, со зборовите: ако е можно да го одмине оваа чаша, но, нели, да не биде по неговата волја, туку по волјата на неговиот Отец. Значи, овде ова место е малку комплицирано, значи, од страна на оние кои што отпаднале од лоното на православната црква, го толкуваат поинеку дека, нели, Христос не е вистински Бог, дека тој има само човечка природа, нешто за кое што, нели, во интерес на времето ќе зборуваме друг пат.
Откако нели завршува со својата молитва, доаѓа Јуда го целива и веќе фарисеите и книжниците полагаат нели на него рака, го носат, го бијат, го исмеваат, му положуваат на главата трнов венец, во раката му даваат нели трска, го бијат по образите, го исмеваат. Токму оние луѓе кои што нели претходната недела кога Христос свечено влегол во Ерусалим, нели на празникот Цветници, оние кои што го величали како цар, како пророк, како учител, како излечител, кога велеле осана во висините слава на Бога, токму тие луѓе веќе по неполни 4 дена извикуваат распни го распни. Подоцна нели е воден кај првосвештеникот, каде што нели осуден за хулење. Во Евангелието се зборува исто така за Петровото одрекување од Христос пред 3 пати да запее петел, но нели по неговото покаяние подоцна Христос му простува и го прима назад во лоното, нешто што не се случува за жал со апостолот Јуда, кој што исто така се покајува, се освестува дека нели дури на самите првосвештеници им ги фрла парите и вели предадов невина крв, но излажен од демонот тој не се покајува пред Христос, туку посегнува по нешто најблагодатно, тоа е по својот живот и нели врши самоубиство, односно се беси што нели Христос знаеме дека и по неговата добрина, без разлика што Јуда го предадал, доколку само му пристапил и нели се покајал пред Христос и да речел доволно би било едно прости ми, Христос секако би му простил, бидејќи знаеме кога е распрат на крстот, оние кои што го распнуваат, кои што го мачат, Бог по својата неизмерна љубов нели се моли на Бог и вели Боже прости им зашто не знаат што прават. Значи утредента откако нели е осуден Христос на праведна душа, го водат на распнување. Во тоа време постоел нели поради постоелна традиција заради големиот празник Пасха, еден разбойник да биде пуштен, па Понтиј Пилат, гледајќи дека нели во Христос нема апсолутно никаква вина, бара некој начин да се да го пушти, но разјарената и подкупена, заблудена еврејска маса упорно сакат Христос да биде нели распнат, и тогаш се со цел да не дојде до некакви бунтови, до некакви немири, решава нели да го жртвува Христа и нели го распнува околу меѓу двајца разбойници. Едниот разбойник го исповеда Христос за Бог, велејќи нели Боже, сети се на мене кога ќе дојдеш во рајот, и Христос нели му го дава она прекрасно ветување: тебе ти велам денес, уште денес со мене ќе бидеш во рајот. Има еден момент доста интересен кој што сакам да го напоменам, имено момент кој што не е запишан во Светото писмо, но го има во Светото предание. Токму тој разбойник што нели се покајува и го исповедува Христос за Бог, го сретнува Христос уште нели како младенец, како бебе, каде што нели Христос заедно со неговата мајка, пресветата владичица наша Богородица Дева, и неговиот нели татко Јосиф бегаат во Египет, и тие се пресретнати од група разбойници меѓу кои бил и токму овој разбойник, и кога нели сакале да им наштетат и да ги ограбат, кога го видел младенецот Христос, буквално бил запрепастен од неговата надчовечка убавина. Ние знаеме дека по Божјото допуштение сите бебиња се нели убави и имат тој дар на убавина и не се мили, но Христос како Бого човек имал надпросечна убавина, и тогаш тој, загледувајќи се во неговата убавина, му се насмеал и рекол: нели ова мора сигурно е Божјо дете, бидејќи е многу убаво, и се сожалува и нели ништо не им наштетува, ниту ги ограбува Христос, неговата мајка и нели неговиот татко Јосиф. Затоа Богородица, условно речено нели благодарејќи за добрината кој што им ја направиле разбойниците, му ветува дека еден ден Христос ќе му возврати за оваа добрина, и токму ова пророштво се исполнува токму на крстот, каде што нели разбойникот кој што до последниот миг грешил, нели до самото распнување, станува првиот жител на рајот. Ова нам не поучува дека човекот нели колку и да грешил, доколку нели се покаја искрено и со чисто срце, Бог може да му прости, па така со самото тоа, додека нели ние сме живи и додека дишеме, сме потенцијални светители, останува само од нас нели дали ќе избереме да се покаеме или ќе остануваме да пребиваме во нашето гревовно состојба.
Значи, знаеме дека иако луѓето нели не го познале Христос како Бог, природата го познала и како што се опишано во црковната химнографија, нели сонцето не можело да го гледа, да гледа таа неправда како оној кој што го создал сонцето да биде распнал од неговите созданија и нели е посведочено дека не ги давало своите зраци, а настанало затемнување. Планините се поместувале, карпи се рушеле, дури и црковната завеса во храмот била разделена само од себе на две, со што го нели символизира разделувањето од Стариот и од Новиот Завет. Подоцна, нели, откако настанал земјотресот, им биле прекршени колената на разбойниците. Тоа е една техника на мачење која што ја имале римјаните, кои што биле позната по својата суровост, нели, откако ќе им ги прекршиле колената, целата тежина паѓала долу и тие се загушували и настанувала побрза смрт, но откако виделе нели дека Христос го предал својот дух, на него не му биле прекршени колената, туку со копје бил пробаден меѓу ребрата, нели, со што се исполнило пророштвото дека коска негова нема да се скрши, нели, како што преска спомнав за она праслика од пасхалната вечера, дека внимавале евреите да не кршат коски. Откако нели од неговата ребро потекло крв и вода, тоа било знак дека веќе настапила смрт. Подоцна тоа е нели положен во нов гроб и со гробот, во гробот телесно, додека владот со душата, тој им на претходните упокоени нели до неговото доаѓање на земјата им го благовестил радосната вест, односно своето евангелие, односно блага вест и учење, па и нели на самата иконографија на она, да речеме, најраспространета икона на Воскресението се гледа како тој е владот, им подава рака на праотците наши, на прататкото Адам и прамајката Ева и ги нели избавува, за во недела нели да воскресни жените мироносици кои што отишле да го помазаат неговото тело, виделе дека каменот е тргнат и виделе младолико момче кое што сјаело, односно светело со она нетврна светлина, нели го ја соопштила радосната вест дека Христос воскресна. Зошто на Великден не се има обичај да се вапцуваат јајца? Овој обичај постои уште од најстари времени, имено светата мироносица Марија Магдалена, кога отишла кај императорот Тиберий, моднала црвено јајце и го поздравила со радосниот поздрав Христос воскресна, на вистина воскресна. Имено јајцето има повеќе символично значење. Едно од тие символики е како што нели малото пиленце додека е во јајце, откако го крши, нели ја видува светлината на денот, со тоа почнува нов живот, а и нели со Христовото воскресение од гробот започнува оној вечен живот за нас православните христијани. Нели тоа има символиката на вечниот живот, додека црвената боја символизира крвта Христова која што била пролеана нели на крстот, на неговото распнување. Како течат подготовките за празникот Великден? Значи веќе влегуваме во оној циклус на великденски празнувања, каде што потребата од молитва е позасилена и самите нели црковни служби се малку подолги, да речеме пожални пред Великдена, подоцна откако нели ја соопштуваме веста за Христовото воскресение и се радосни. Значи почнуваме во Велики четврток со нели со Василиева литургија, по која што ќе биде извршен општ маслосвет. Вечата со почеток во 18 часот ќе биде читани 12 страдални евангелија. Утредната во петокот со почеток во 7 часот ќе бидат читани нели часовите по кои што ќе биде изнесена плаштаницата. По некаде околу 18 часот е предвидено новозависно со тоа нели каква ќе биде посетеноста на верниците. Знаеме дека тој ден нели верниците масовно доаѓаат во храмот, значи е предвидено во 18 часот да се изврши опелото, односно да бидат пеани статиите, додека утрената во сабота со почеток во 7 часот ќе биде отслужена нели литургија и вечерта со почеток во 11 во 23 часот и 30 минути ќе биде извршена полунокница со биење на камбаните, нели со свечена лите околу црквата. Оваа година за прв пат директно од Ерусалим ќе биде донесен благодетниот оган. Малкумина православни знаат дека нели на службата во Ерусалим на Воскресението Христово Ерусалимскиот патриарх влегува со силно обезбедување нели од еврејските власти, каде што
влегува во гробот Христов и се моли наеднаш, нели по неговата молитва. 33 свеќи кои што ги држи во раците самите од себе се запалуваат, а од небото колку и да е јасно, има молњи со што е нели јасно покажано дека христијанската вера е она вистинската и нели од тој оган се дели на сите присутни. И дури некое време, некаде околу 5 до 10 минути, тој оган, дури на снимките јасно се гледа дека нели не гори, туку е благодатен. Па така директно од Иерусалим свечено ќе биде донесен нели благодатниот оган кој што ќе биде пречекан пред почетокот на богослужбата и од тој благодатен оган ќе биде поделено нели на сите верници за да однесат во своите домови. Значи по оваа свеченост ќе се изврши пасхално утрено богослужение нели со света златоустлова воскренска литургија. Утредната во недела во крстилницата исто така ќе биде отслужена воскресна литургија за оние нели кои што не можат да дојдат на Великден, да дојдат од сабалето, посебно оние нели родителите со маленките дечиња, пошто ќе биде отслужено вечерно богослужение на кое што се читаат нели евангелијата на различни јазици. Утредната во понеделник традиционално на светата литургија ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение на повеќе свештеници. Во вторникот исто така трет ден Великден ќе има литургија и во петокот, источен петок Балакли или во оваа година се паѓа заедно со празникот посветен на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец или Ѓурѓовден, кој што е заштитник и патрон на нашиот храм, ќе се отслужи света божествена литургија по која ќе биде нели направен водосвет. Апелираме сите оние кои што се подготвуваат нели за света тајна причест кој што постели, да се консултираат со своите духовници, да се исповедаат, да бидат посебно овие денови присутни во храмовите на молитва, бидејќи во последната недела искушенијата стануваат се поголеми. Нели доколку планираат да се причестат, да се консултираат со своите духовници, никако значи да не пристапуваат на своја волја, бидејќи тогаш причеста нели ќе биде примена за осуда, а не за спасение. Значи апелираме барем овие денови, оние што нели не постат да се воздржуваат од мрска храна, има некои обичаи на распити петок, на Велика сабота да се собираат друштва, да палат скари. Значи сето тоа не е христијански обичај, бидејќи тие денови се денови на жалост, а не денови на веселба. Барем тој ден ако можат да се воздржат, нели, ако не преку целите пости, барем овие денови да бидат да се воздржат од конзумирање на нели на мрсна храна и пред се да размислуваат за нивниот христијански начин на живот, да се приспитаат дали се тоа што го прават е во склоп на православното предание или пак не. Се надевам дека успеевме да го задржиме вашето внимание пред нашите екрани. Имајте пријатни празници.